Почитувани слушатели, вие се наоѓате на брановата должина 103. Вечерва се случува Скопје лично, колку убаво звучи. Се работи заедно. Интересно возење низ нашите скопски улици. Се работи за една акција која што девојките од ТИТ заедно со вашето омилено радио 103 решија да го направат по втор пат. Токму вечерва ќе имаме можност да си промоабетиме и тоа во живо од скопските улици со три пара гости. Имавме еве ги во кола влегуваат Жиздан Ѓоргиевски и мој професор Немиша Билич. Третата екипа на гости е со новинарот Звездан Ѓоргиевски заедно со Небеша Билич, историчарот на уметности. Ова е Хотел Сплендид. Еве го Хотел Сплендид. Да, само што поминавме покрај Хотел Сплендид. Мене ми е важен Сплендид, бидејќи јас пораснав во тоа мало во близина тука. Тоа е инаку сега мало, така го викаа порано. А Сплендид го памтам поради неговото дворче. Од моите детски времења, кое за среќа исто така, бидејќи е премало за да се изгради нешто таму. Се уште постои. Има уште во центарот некои тајни места кои многу луѓе не ги знаат. Другиот дел од моето мало Скопје од тоа време прилично го нема. Јас сум сведок на две изградби на Скопје. Јас сум барем, а верувам и другите луѓе дека се луѓе од рутина. Значи, цигарите ги ставате во еден шеп, не знам, одите по една тераса, седнувате секој ден таму и тоа е некој природен пат кој ве води нон-стоп. Најтешкиот дел кај мене околу овие промени е тоа, што мојата рутина сосема се изгуби во сето ова. Ова револуционерна промена не ме затекна подготвен. Канал 103. На местово доаѓам после точно 11 години. Не сте биле до сега? Не сум бил никогаш, бидејќи во принцип не се враќам на местата каде што некогаш сум бил. Инаку да знаат слушати... И спомените ги бришам. Се работи за некогашната културна локација место и степен галеријата, која ја водевме заедно со Лале. Ниту ми беше драга, ниту ми беше пријателка, меѓутоа не можев без неа. Културната локација место е еден личен проект со кој што сакав да се спротивставам на неангажираноста, на мрзливоста, на невербата во идејата да биде остварена. 3,5 години тука се одвиваше една програма со Васко Бумбикс, Тоше Филипов и некои бендови од Америка, од Германија, од каде све тука не доаѓа, со изложби, со отворени дебатни простори. Така што тој проект во мојот живот, како трета галерија во мојот живот професионален, е токму таа културна локација место и ова мало ме врзува, да, па не поминувам тука често пати. Помислам на тие времења, местата не влегуваат нашите сеќавања заради објектите, туку заради нашите односи, заради нашите доживувања таму. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. Пол Саймон е баш интимна приказна. Пол Саймон е еден од авторите кои секој сум ги сакал. Саймон и Гарфинкл се од моје време некои култен дует. Особено тој дел од неговата соло кариера. Со мојот англиски не бев никогаш најдобар. И ја преслушувавме оваа плоча со една девојка долго време да ми раскаже токму из оваа песна што се тие стихови, кои зборови што значат, што сакал писателот да каже и така натаму. Таа моја другарка која знаеше добро англиски, набргу ми стана девојка, односно тогаш ми стана девојка, буквално тогаш која преслушувавме оваа плоча. И со неа сум 27 години да рачунав сега пред малку во брак. Така да Пол Саймон го третирам за мој кум. Одличен кум има, да. Само што тој не знае. Вие имавте среќата да живеете во некои
може ни се подобри, ама сигурно се поинакви времиња од моите генерации. Верувавте ли тоа дека Скопје може во ова да се развие што е денес? Сега поминуваме кроз спомениците тука Перше собрание. Ја уште не верувам. Никој немаше ништо против кога се направи пешачка да биде улица Македонија. Напротив, како да кажам. Меѓутоа не се смени крајоликот, не се смени пейзажот околу. Ова денес е тотална смена на изгледот и на идентитетот, на топонимите, на ниеден пролаз не се уништи, тоеш ниеден пасаж, например, кога се градеше Скопје. Кај што ние поминувавме, кај што ние бевме доминантни субјекти на тој дел од град. Сега немам кај да поминам, како да кажам. Градот знае да направи грд табијата, грдиот табија знае да се покаже на лицето. Да. Градот е важен за карактерот на луѓето, апсолутно мислам. Ако не грди, тоа е стажни луѓе. Ако немате сенка на сонцето каде да седнете, сигурно ќе бидете намуртени. Него да бидете насмејани. Полека тука, мислам како уште малку подоле. Не, уште малку. Треба тука да е. Ова ви е звездам зошто сме во кола, а не сме негде просто во студио. Тука може малку назад да сватне. Има малку паркинг. Тука десно можете да забележите единствената пирамида во Македонија. Поздрав до Миленко Неделковски. Најверојатно ќе ме натерате со возење да се подготвам за Скопјето, новото Скопје, кое што не можам да го избегнем едноставно. И да најдам повеќе смисла во своите критички осврти. Немате вие граѓани ако немате град. Не можете имате, како да кажам. Скопје лично ужива на 103-ка. Им се заблагодарувам на сите гости тука од нас на 4 тргала. Се слушаме следниот пат.